Добро вечер. Со една порака да се чува, гради и развива Скопје како топол дом за сите. Денеска со низа културни, спортски и хуманитарни активности беше одбележан денот на ослободувањето од фашистичката окупација на македонската метропола. Започнуваме с урбаните вести. Еве што ќе гледате во нив. Градот Скопје одбележува 69 години од своето ослободување. Мал знак на внимание за старите лица од домот Мајка Тереза. Познатите сликаа во Феникс. Борците од 42-та и 50-та Народно-ослободителна дивизија на македонската војска и 16-та македонска бригада го ослободија градот Скопје од фашистичка окупација. Од тогаш поминаа 69 години, а градот Скопје овој ден го одбележува со низа културни, хуманитарни и спортски настани. Томислав Атанасовски повеќе за оваа тема. Градот Скопје денеска на 13 ноември одбележува 69 години од своето ослободување од фашистичките окупатори. Борците од 42-та и 50-та Народно-ослободителна дивизија на македонската војска и 16-та македонска бригада го ослободија градот од окупација. По тој повод, градот го одбележува овој ден со низа хуманитарни и културни настани. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски заедно со представници од Советот и градската администрација денеска положија свежо цвеќе пред споменикот на ослободителите на градот Скопје на партизанските гробишта и пред споменикот на генерал Михаил Апостоловски на градските гробишта Бутел, а свежо цвеќе положија и делегација на градскиот одбор на Сојузот на борците од Народно-ослободителната антифашистичка војна Скопје, делегација на град Скопје, делегација од кабинетот на претседателот на Република Македонија, делегација од кабинетот на претседателот на Собранието на Република Македонија, од кабинетот на претседателот на владата на Република Македонија, делегација од Министерството за одбрана на Република Македонија, на генерал штабот на АРМ, делегација од општините на град Скопје, делегација од јавните предпријатија и јавните културни установи на град Скопје, на еврејската заедница на Република Македонија, делегација на Црвениот крст на град Скопје, како и делегации на дипломатскиот кор, граѓани и институции. Градскиот дувачки оркестар ја интонираше химната на Република Македонија и посмртниот марш од Фредерик Шопен. Во музеот на град Скопје ќе се одржи и манифестацијата АСК архитектура Скопје. Во рамките на одбележувањето на 69 годишнината од ослободувањето на Скопје, изминатите денови се одржаа повеќе спортски настани. Одржан беше меѓународен шаковски турнир на слепи и лица со оштетен вид, се одржаа финални борби до доделување на златен гонг, ноќна атлетска трка низ улиците на Скопје, турнир во мал фудбал на јавните предпријатија, како и меѓународен кугларски турнир Скопје Опен 2013. Црвениот крст на град Скопје по повод 13 ноември организираше традиционална крводарителска акција како дел од кампањата Супер е да си млад, кул е да си хуман. На настанот беше присутен и ракометарот Наумче Мојсовски, кој е заштитно лице на оваа кампања и кој доби благодарница за својата посветеност на истата. Секако дека и моја беше идејата да се вклучам во оваа прекрасна кампања која значи многу како пред се за младите, така и за сите останати во нашата држава. Знаеме дека иднината и перспективата е во младите. Моја задача беше да ги поттикнам младите да што повеќе да се приклучат на оваа кампања, да даруваат крв. Знаеме дека здравието е во младите и мислам дека со тоа што се приклучивме ние како клуб Металург и Ремедика како болница, дадовме многу за овој проект кој за сега мислам дека е успешен. Надам дека ќе продолжиме вака и ќе го исполниме тоа што ние зацртано до крај, да ги собериме доволно крв за да има за сите. Колку пати си дарувал крв? До сега сум дарувал 4 пати крв, али знаеме како ни налага нас спортот, кога сме слободни, тоаш можеме да даруваме. Сега, кога сме во ек на сезона, мислам дека не може.
Иницирани токму од значењето на хуманноста, вработените од болницата Ремедика секогаш го даваат својот придонес, дарувајќи крв со единствена цел да се помисли и да се помогне секогаш кога е најпотребно, изјави професор доктор Андреј Арсовски, медицински директор на Ремедика. Кампањата Супер е да си млад, кул е да си хуман започна на 14 јуни, светскиот ден на крводарителството, и ќе продолжи и во наредниот период. Како дел од оваа кампања, покрај крводарителските акции предвидени се повеќе трибини и слични манифестации, кои имаат за цел да допрат до младите и да ги едуцираат за вредностите и значењето на крводарителството. Како дел од оваа кампања веќе функционира и клубот 25, составен од млади и едуцирани волонтери, кои вршат активна едукација на своите врсници, а во интерес на целите на кампањата. Севкупните активности се организирани и поддржани од Црвениот крст и првата приватна болница Ремедика. Денешната традиционална крводарителска акција 13 ноември ќе искористиме повторно да ја промовираме кампањата, заеднички да ги наградиме сите оние кои досега навистина направија многу во напредувањето на крводарителството и да им оддадеме признание на сите оние хумани граѓани кои денеска ќе даруваат крв. Значи очекуваме бројка од 100 лица кои што денеска ќе даруваат крв, а до крајот на годината, значи во соработка со сите поддржувачи заедно со Намче Мојсовски заеднички, значи ќе очекуваме да ја достигнеме бројката од 55.000 крвни единици, со што ќе значи комплетно 100% остварување на планот за 2013 година. Градоначалникот на општина Карпош, Стефчо Јакимовски, денеска заедно со дечињата од градинката Пролет ги посети станарите од домот за стари лица Мајка Тереза. На средбата изјави дека и градот, но и владата треба да помогнат во подобрување на условите за живот во домот. Станарите кои живеат во домот за стари лица Мајка Тереза во Злокуќани денеска нагости го пречекаа градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски, кој пак како знак на внимание им подели 90 прехранбени пакети. Посетата на домот за стари лица е во знак на одбележувањето на 69 годишнината од ослободувањето на Скопје. Старите лица најмногу се воодушевија и од приредбата која за нив ја приготвиле дечињата од градинката Пролет во населбата Козле. Јакимовски со посетата на старите лица покажа дека не треба да се заборават граѓаните кои се во третата доба, ниту пак да се заборави дека и тие во младоста дале свој придонес за развој на ова општество во кое ние денеска живееме. По повод 13 ноември доаѓаме секоја година да го посетиме овој пензионерски дом. Сакаме на нашите пријатели овде да им кажеме дека општината Карпош еве мисли и на нив и сакаме со една мала пригода една наша градинка да направиме неколку точки, во исто време малце да ги развеселиме и сакаме да поделиме некои подароци кои што се однесуваат во намирници, кафе, сок и така натаму за постарите луѓе и едноставно едно внимание со цел да знаат дека општина Карпош води грижа за сите граѓани кои што се на нејзина територија. Апел упатувам и до градоначалникот на Скопје и до владата на Република Македонија, овие луѓе заслужуваат еден попристоен, еден посовремен објект, затоа што сите ние веројатно, ако даде Господ, ќе ја дочекаме староста, ќе бидеме како овие луѓе. Јакимовски денеска не беше првпат во домот Мајка Тереза. Тој претходно остварувал средба со граѓаните од третата доба, кои престојуваат во Злокуќани. Познати писатели, пејачи, спортисти, политичари, актери и други јавни личности денеска во издавачката куќа Феникс сликаат дела што ќе бидат презентирани на повеќе изложби во Скопје, а и низ Македонија, под наслов Познатите сликаат. Фондацијата Македонија Презент заедно со Феникс организираше ликовен хепенинг, поточно ликовен перформанс, не случајно на 13 ноември, бидејќи сакавме токму на празникот на нашиот град Скопје да направиме нешто ново и според нас оригинално и токму затоа денеска ја започнавме новата манифестација Познатите сликаат. Оваа манифестација во иднина ќе биде традиционална, значи секоја година на овој датум ќе се вклучуваат познати личности од сите области, како што беше и денес, значи писатели, ликовни уметници,
политичари, актери, спортисти, од сите сфери кои што ќе создаваат ликовни дела. Тоа го правиме од една причина што сметаме дека сите уметности меѓу себе се поврзани, дека се надополнуваат, се преплетуваат и проткајуваат. Едноставно уметностите не постојат и не функционираат засебно. Овие ликовни дела не се комерцијални, значи нема да се продаваат, туку едноставно ќе бидат изложени. Ученици од основните и средните училишта, но и други посетители, групно и индивидуално, ќе можат во секое време да ја посетат оваа изложба, која што покрај поставката во овој простор ќе биде исто така поставена и на други простори во градот Скопје и во Републиката. Ќе се обидеме во иднина и други гости кои што ќе го посетуваат градот Скопје да обезбедиме нивни ликовни дела кои што ќе ги создадат токму овде, кога ќе дојдат кај нас во галеријата на познатите. 130 деца од градинката Кочорацин од утре ќе престојуваат во нова, модерна и урбана градинка. Општина Центар вложи 13 милиони и 500 илјади динари за комплетна реконструкција на оваа градинка. Занималните сега имаат нова опрема, целосно е смената и водоводната, електричната и машинската инсталација. Во градинката Кочорацин целосно е реконструирана кујната и санитарните чворови. Поставена е термичка фасада со енергетска ефикасност. Променети се сите подови, поставен е нов паркет и нови плочки. Убавиот изглед го дополнуваат и новите шкафчиња и комплетната столарија. Дворот е хортикултурно уреден, а зидовите се во нови бои и со нови насликани мурали. Градинката постои од 1985 година и од тогаш до денеска ништо не беше реконструирано и сменето. Од денеска започнува разврската за последните 11 места кои водат на светското фудбалско првенство што се игра во Бразил. Легендарниот бразилски фудбалер Жуниньо ја завршува кариерата. Повеќе за овие и за останатите вести од спортот по рекламите.